Мојот гостин веќе е со мене во студиото, како што најавив, директорот на Центарот за управување со кризи, господин Стојан Чангелов. Добре дојдовте во студиото на утрински брифинг. Благодарам што ја прифативте поканата. Добро утро, добро ве најдов. Вие се вративте од пат во Албанија, се сретнавте со вашите колеги од албанска страна, од она што можевме да го прочитаме, а причината е проектот на НАТО за регионална соработка, а насловен е следна генерација на систем за командување и управување со инциденти. Што представува овој систем и каква е соработката со албанските колеги? Најпрво би сакал да укажам на еден спореден момент, а тоа е дека растојанието помеѓу нас е повеќе од доволно и воедно има од плексиглас една преграда, поради која што не носам маска, бидејќи треба да промовираме носење на маски секаде онаму каде што нашите гледачи од почетокот ја видоа ова пластична бариера. Бидејќи како раководител на главниот штаб кој што сега ја предводи кризната состојба поврзана со COVID-19, имам обврска во секоја прилика да промовирам носење на маски. И затоа на некој од вашите гледачи да не падне чудно зошто сега не носам маска, а со тоа да бидам изложен на неоправдани критики. Ова затоа што сме навикнати одма да не критикуваат за се и се што кампања, и кога има и кога нема причина. Црната кампања против мене работи непрекинато со полна пареја, така што еден мал кикс во оваа емисија потоа може да биде изваден и шеруван по социјалните мрежи. Од оно што можам да забележам, со доста хумор возвраќате на вакви критики, па веројатно затоа и ги привлековте симпатиите на ми се смешни таквите напади, за жал, кај одредена целна група ти имат голем ефект, но јас поаѓам од тоа дека оние кои што не ме сакат и понатаму ќе продолжат да не ме сакат, и тоа многу не ме загрижува. За среќа мнозинството граѓани позитивно гледат на она што јас го правам и како председател на политичката партија Достоинство и како претходно национален координатор, но и сега како директор на Центарот за управување со кризи. Да се вратиме на посетата на Албанија, каква е соработката со албанските колеги и нешто повеќе за овој систем, што ќе ни помогне, што представува овој систем, како ќе функционира во иднина. Како држава во областа на кризниот менеджмент, ние во неколку области сме лидери, не само во регионот, туку и пошироко. Но пред да одговорам конкретно на вашето прашање, би сакал да укажам дека системот за управување со кризи во Албанија е поставен различно отколку во Македонија. Во Македонија нашиот систем го предводи Центарот за управување со кризи, кој што е независна дирекција под владата, односно под премиерот, додека во Албанија она што е пандан на нашиот Центар за управување со кризи се наоѓа во склоп на Министерството за одбрана, значи како еден од одделите во Министерството за одбрана, и ја нема самостојноста која што ја имаме ние, со тоа што исто таму постои уште една друга дирекција која што е пандан на нашата дирекција за заштита и спасување. Ние при посетата во Албанија со стручниот тим на Центарот за управување со кризи се сретнавме со заменикот министер за одбрана, каде што всушност се наоѓа условно речено нивниот Центар за управување со кризи, и со другиот директор на другата институција, но и со директорот на, би рекол, противпожарните служби. Имињата конкретните се чисто заради вашите гледачи: Национална агенција за цивилна заштита на Република Албанија и Служба за заштита и спасување од пожар. За разлика од кај нас во Албанија таа е централизирана, кај нас службата за противпожарна заштита се наоѓа во локалната самоуправа, односно секоја општина има ингеренции врз службата за врз противпожарната служба. Главна цел на посетата беше промовирање на она што вие кажавте, или како што ние го нарекуваме системот НИКС, преведено на македонски следна генерација на систем при командување и управување со кризи, или тоа се работи за прикажување, просторно прикажување на податоците од терен. Тоа значи дека командниот центар кој што носи одлуки во определена кризна состојба или при одредена елементарна непогода, да ги собира сите информации од сите релевантни субјекти и да ги прикажува на едно место. При тоа морам да укажам на тоа дека тимот на Центарот за управување со кризи, предводен од доктор Урин Весели, доктор од областа на кризниот менеджмент, има отидено многу далеку и дури имаме неколку иновации на ниво на НАТО. Значи, овој НИКС систем е во рамките на НАТО, значи НАТО го спонзорира целиот овој систем и ние како
институција, но и како држава предничиме, како што веќе реков, во однос на соседните држави и на еден начин го извезуваме овој систем надвор од нашите граници. Би рекол дека овој систем или нивото на системот кој што ние го имаме развиено предничи и во однос на Грција, секако и во однос на Албанија, Бугарија и Србија. Ова значи дека ќе продолжи соработката и со другите соседи или остануваме само Наредната со Албанија? посета која што веќе е договорена е со Косово, но воедно овој систем и активноста која што ја промовира Центарот за управување со кризи ни овозможува да организираме една многу голема вежба, ако дозволи ковид кризата некаде во септември, на која што ќе има околу 2000 представници на сите НАТО држави, на сите НАТО членки. Така што за прв пат во овој регион ќе има таква вежба која што е од областа на цивилната заштита, односно конкретно од областа на управување со кризи, во која што ќе имаме неколку испреплетени различни сценарија за спасување на луѓе, бидејќи ние овој систем мора да го подигнеме на многу повисоко ниво. Не знам колку имам простор во оваа емисија да зборувам за самиот систем за управување со кризи, кој што во Македонија не е најсовршен, односно има низа недостатоци кои што треба да бидат отстранети во следниот период. Видовме во минатото. За жал да, но се надевам дека во движење ќе поправиме одредени недостатоци, ќе надополниме одредени празнини за кога ќе се случи наредната елементарна непогода, без разлика од каков обем и да можеме првовремено да реагираме, по можност да ги спречиме штетните последици, но ако дојде до појава на штетни последици, што побрзо да ги отстраниме и да го намалиме бројот на жртви и на повредени. Господин Ангелов, пред вашата посета во Албанија се сретнавте со рейсот и потоа во јавноста по вашето обраќање со осуда за она што се скандираше на протестите за Монструм, рейсот ја демантираше информацијата дека ги осудил скандирањата. Зашто разговаравте со рейсот? Каков е исходот од таа средба и зошто веднаш вакви недоразбирања по завршувањето на истата? Се работи само за една мала ненамерна грешка во презентацијата на она што ние го зборувавме на таа средба, но тоа само зборува колку во Македонија се чувствителни меѓуетничките односи. Ваква грешка да се случише на било кое друго поле ќе останеше незабележана, но како што против мене има црна кампања и имам во наводници политички противници, исто така и рейзот, односно во исламската верска заедница има одредени не во неа внатрено и надвор одредени структури кои што верувам злонамерно ја ширеа веста во за него несакана насока. Но за да одговорам на ова прашање морам да дадам еден мал вовед, а воведот е почна од тоа кој за што се бореше во 2001 година. Знаете дека пред 2 години заедно со поранешниот командант на УЧК во Кумановско-Липковскиот регион Абедин Зимбери го посетив Липковскиот регион и при тоа положив цвеќе на гробовите на 10 цивили, меѓу кои што имаше многу жени и деца, кои што се настрадани како колатерална штета, односно при рушење на една куќа за која што безбедносните сили мислеле дека има припадници од УЧК, зборувам во тек на воено дејствие, настрадале овие цивили, една од гранатите ја погодила куќата. При тоа покажав доблес и отидов во Липковскиот регион и положив цвеќе. Напишав еден емотивен, тежок текст кој што извираше од дното на мојата душа, наискрено, и тој текст беше доста читан, но за жал кај нас и луѓето кога читат, публиката чита или површно или остануваат само оние главните впечатоци, поенти од текстот. Во тој текст има само продолжение на моите ставови за кои што зборувам од 2001 година наваму. Во моите ставови за минатото нема промена и во разговорот со Абедин Зимбери до ден денес ние за минатото немаме некои разлики, но сме согласни заедно дека треба да живееме заедно и треба да се бориме за мир, треба да се бориме за продолжување на процесот на помирување, процес кој што е болен и кој што трае долго време. Ние сме доста веќе во одредени фази помирени, но остануваат да се решат уште некои отворени прашања. Кој ве кочи во тој процес? Еве, велите дека и вие и вашите опоненти од пред тие години од 2001 година сега веќе сте помирени. Кој го кочи тој процес? Зошто се уште се случуваат вакви работи во јавност? Наследената омраза која што е создавана со децении наназад, но уште повеќе дневната политика која што кога ќе најде интерес да ги помати сметките на политичкиот противник,
користи одреден настан кој што е многу сензитивен, бидејќи факт е дека во Македонија меѓуетничките односи се многу сензитивни и секогаш кога имаме инцидент во кој што се вклучени представници на македонскиот народ и некоја друга етничка заедница, доаѓа до вакви несакани последици. Така ако двајца албанци истепат македонец, тоа ќе одекне на големи звона и обратно, ако неколку македонци истепат албанец, ќе добие многу голема јавност, ако истото го направат во Берово да се истепат македонци помеѓу себе, ќе остане незабележено, односно само локално. Тоа е веројатно. Но поентата која е? Дека во 2001 година ние имавме војна. Што конкретно теоретски аспект се случи, до ден денес не е одговорено, бидејќи поимот војна е многу широк и дефиницијата за војна не е исполнета за 2001 година. Пред се бројот на жртвите, кои што за среќа е многу мал од двете страни. Значи, теоретски за поимот војна потребно се да се исполнат неколку услови, но затоа имаме воен конфликт, вооружена криза, меѓуетнички конфликти и така натака. Од едната страна бевме ние припадниците на безбедностите сили на Македонија и кои што се боревме против УЧК, Ослободителната народна армија. И сега до ден денес мојот став кој што исто го напишав при посетата на Липково, ако гледачите внимателно читат, јас тогаш го кажав, не со цел да некого надрзнам, но мојот став е дека УЧК се бореа за територија или во најмала рака за федерација, конфедерација и така натака. Но тоа е мојот став до ден денес. Зборувам за тогаш, сметам дека денес условите се променети и можеме да градиме едно општество за сите. Со тоа што ветераните од УЧК и дел од албанскиот народ сметат дека се бореле за права. Но времето ќе покаже кој е во право, се додека немаме една вистинска теоретска расправа на оваа тема. Со години ги слушаме тие две спротивставени корените стави. И за, да кажам, несаканиот Но сите ги епилог на знаеме, средбата со поглаварот Ниваза. Значи, сите ги знаеме корените. Прашањето е зошто и после 20 години истото ни се случува. Многу едноставно поради дневна политика. Јас вака би рекол. Албанците, односно дел од албанците, не сите, имаат право и треба да ја почитуваат нивната УЧК која што се борела за нивните, во секој случај за нивните права. Дали се бореле за отцепување на територија и тоа значи подобрување на нивните права, иако јас сметам дека немало потреба од војна, затоа што владата на Љупчо Ѓорѓиевски и Арбен Џафери направи драстичен скок и верувам дека за неколку години без војна и крвопролевање ќе се реши сето она што се реши со војна, но како и да е, албанците, односно дел од албанците, не сите, имаат право и треба да ги почитуваат нивните борци и ветерани од УЧК. Исто како што ние македонците имаме право да ги почитуваме бранителите. Зошто на таков протест? Се работи за моментот на јавност. При било каков протест, особено протест во кој што се протестира за ослободување на лица кои што веќе се осудени и сега се во завршна фаза каде што обвинителството повторно ги нотира малтене истите докази. И на тој протест јас не навлегувам во правото на протест, секој има право да протестира. Апсолутно. За било која тема. И ние воопшто и во мојот статус на Facebook и при посетата на поглаварот, ние не го спориме фактот дека секој има право да протестира на било која тема. Но при тие протести, користењето на одредени слогани, како што извикнувањето УЧК и Голема Албанија, факт е дека ги потпалува меѓу етничките односи во Зошто Македонија. Реисот не се согласи со вас? Значи, ние зборувавме општо. Прво, мојата посета кај Реисот беше однапред закажана и повод за посетата не беше скандирањето УЧК и Голема Албанија. Се работи за посета која што претходно е закажана. Воедно очекувам посета и со поглаварот на МПЦ господин Стефан, која што најверојатно ќе ја реализира во следните денови или период, но поради многобројните христијански празници чекав да завршат сите празници. Знаете дека во периодот од Нова година до некаде 20 јануари безмалку секој ден имаме одреден христијански празник. И на таа средба со Реизот ние зборувавме за многу теми. Ние зборувавме за верските прашања и зборувавме за влијанието на... Нели малку на овие средби со поглаварот на ИВЗ, на МПЦ, како што барате, како што велите, нели малку навлегува во концептот на секуларна држава? Вие сте сепак функционера, сепак сте директор на државна институција. Па дали малку како општество навлегуваме во она или ја рушиме онаа секундарна... Прашањето е погрешно поставено и вашето тврдење, полутврдење воопшто не е точно, затоа што во Македонија е неспорно дека верските заедници, односно Македонската православна црква, Охридска архиепископија има најголемо влијание
и најголема почит и најголема доверба помеѓу православните христијани во нашата држава. Воедно исламската верска заедница има најголемо влијание и најголема доверба кај муслиманите. Кај муслиманското население во Македонија, без разлика на етничката припадност, дали се албанци или други. Затоа, ако вие сакате да помогнете на подобрување на меѓуетничките односи, треба да се обратите кај оној кој што ужива најголема доверба. Во Македонија, верувајте ми, кога поглаварот ќе повика, има поголемо влијание од повикот на било кој председател на политичка партија или било која државна институција, и истото важи и за исламската верска заедница. Кога поглаварот на ИВЗ ќе даде, кога би дал таква насока кон другите лица, подредени како не ја познавам добро нивната хиерархија, и кога тоа би било пренесено преку џамиите до секој ден обичен верник, како повик од главниот старешина на исламската верска заедница, или обратно од господин Стефан кон верниците, тоа е мој став дека ќе има големо влијание врз самите граѓани. Да, но за тоа треба да има на обврска на верските лидери да повикуваат секој на обединување и на едниот и на другиот. Предпоставам сите религии се заснуваат на истите принципи. Бидејќи Дали се согласувате со мене дека овие институции имат најголема доверба меѓу граѓаните? Тоа е така. непосредно утврдено. Тоа е така. Дали имат влијание врз граѓаните? Имаат. Дали ако апсолутно повикат имаат. не се тепајте, не ширите омраза затоа што некое дете во автобус ни криво ни должно ќе настада и ќе биде прободено. Нешто што сега за среќа ретко благодарение на омекнувањето на меѓуетничките односи. Веројатно, тоа треба веројатно да го испитаме Дали и да се утврди. ако имаме можност преку верските заедници да влијаеме на подобрување на меѓуетничките односи, ние треба тоа да го искористиме или не само заради немешање. Како што вие рековте, секуларна држава. Еве, јас вас ве прашав. Јас сметам дека кога мене ме прашувате, јас безкомпромисно се залагам за мир во нашата држава. Јас сум човек кој што учествувал во војна, кој што гледал мртви и ранети луѓе. Сакам да има мир. Тоа го сака и Абедин Зимбери, верувам убедливо мнозинство на граѓани на нашата држава без разлика на верска и етничка определба, и затоа ние мораме да направиме еден храбор исчекор напред. Однапред сум свесен дека ќе бидам напаѓан и дел од моите изјави ќе бидат спинувани, но тоа Кратко нема да ни ме е спречи. времето, сакам да ви го поставам и прашањето за пописот во контекст евен или на и на етничкото прашање, бидејќи токму затоа веројатно и немаме попис со децении од истиот период за кој што разговаравме пред малку. Што очекувате од овој попис, како очекувате да биде спроведен, еве со оглед на тоа и дека опозицијата негодува? Попис мора да има, но не мора токму сега. Но јас немам причина да не верувам на премиерот, на владата и на директорот. Значи, на Заводот за статистика. Го внимателно ги слушам неговите изјави, особено едно негово интервју, каде што многу пластично објаснува како ќе се одигра пописот. И јас немам причина да не верувам дека пописот ќе биде чист. Од друга страна, ако ние се плашиме дека постои опасност од фалсификување на пописот, таа опасност ќе постои и после една година, и после 2 години. Ние мораме да се соочиме и мораме да дадеме се од себе за еден објективен попис, кој што реално ќе ги измери состојбите во државата и не само соодносот, меѓуетничкиот сооднос, бидејќи морам да укажам на една работа која што постојано ја повторуваме како влада, дека без разлика на процентот одредени стекнати права никој нема да ги изгуби, така што не верувам дека процентот би имал таква улога, но сепак треба да бидеме внимателни. Тоа е првиот момент. Вториот момент е ковид кризата. Доколку дојде до разгорување на ковид кризата, нешто што ние не го очекуваме, бидејќи сите параметри одат во насока на стивнување на кризата со COVID-19, ако дојде до разгорување, тогаш може да зборуваме за одлагање. Ако параметрите стивнуваат, нешто што е тренд во последниот еден месец, видите, ние имавме неколку критични моменти, како што е Нова година и Божик. Па и Водици, кога сепак луѓето малку се измешаа, но ги послуша апелите на владата. Од друга страна има конкретни протоколи за пописната комисија, кои што со почитување на тие протоколи нема да дојде до проширување на COVID-19. Од опозицијата изборите во Штип се користеа како еден од главните аргументи да побегнат од изборите во Штип беше ширењето на COVID-19. Показателите конкретно во Штип се дека после локалните избори воопшто нема зголемување на COVID-19. Предходно имавме избори во ковид услови, па и немавме проширување, така што COVID-19
без разлика на стравот кој што трае кај граѓаните, не треба да предизвикува немир, затоа што пописната комисија ќе ги почитува сите безбедносни протоколи против COVID-19 и нема да дојде до ширење на болест. И она што мора да ве прашам, тоа е во фокусот на целата македонска јавност во изминативе 2-3 седмици, може би и повеќе, а тоа се вакцините. На почетокот го стартувавме ова интервју со ваша изјава дека сме лидери во регионот кога се работи за иновации или за системи, но она во кое што не сме лидери е набавка на вакцини. И додека сите наши соседи веќе си ги вакцинираат своите граѓани, ние се уште ги чекаме. Набавивме фрижидери, но не и вакцини. Каков е вашиот став, ве прашувам и како представник на влада? Ако сме објективни и самокритични, можеме ли да кажеме дека критиките кои ги добива Министерството за здравство и неговата политика за набавка на вакцини се издржани? Не е се, предпоставувам, црна пропаганда. Вакцинацијата во Европа започна на 28 декември, значи пред месец и неколку дена. Ние во овој месец ќе ги добиеме кинеските вакцини и вакцинирањето веднаш ќе започне. Направен е оперативен план, направени се категории, поделени се луѓето по редослед која категорија која ќе биде вакцинирана. Значи во текот на овој месец вакцинирањето ќе започне. Веднаш потоа значи зборам со кинески вакцини. Во истиот овој месец ги очекуваме вакцините од COVAX системот кои што истовремено ќе пристигнат за да се продолжи континуитетот на вакцинирањето и воедно ние како држава веќе имаме директни преговори со производителот Pfizer, така што и нивните вакцини ќе стигнат во континуитет и сметам дека вакцинирањето ќе има една нормална динамика и ќе го надокнадиме она што е изгубено, а тоа не е многу, бидејќи ќе повторам, пред еден месец започна вакцинирањето и во најнапредните европски земји. Сепак треба да бидеме свесни за објективноста. Ние сме помала држава и при купувањето на вакцините, знаете дека поголемите држави кои што набавуваат поголеми количини секогаш имаат предност. Едно геополитичко прашање. Зошто на македонските граѓани им изгледа како да ја заобиколуваме руската вакцина и ве сега Европа поради тоа што потврди COVAX системот ќе прибегне кон руските вакцини, чија ефикасност веќе е докажана над 90%. Прашањето ми е, можеме ли ние да бидеме стратешки партнер со НАТО како што сме, а при тоа да набавиме руски вакцини без да ни се налутат партнерите како што тоа ќе го направат и некои држави од Европската унија сега? Набавката на мал број на вакцини од било каде не верувам дека ќе има било какви импликации во релацијата со НАТО, бидејќи ќе повторам, ние сме мала држава и бројот на вакцини кои што би го набавиле нема некоја улога, но еве кинеските вакцини кои што треба да пристигнат. Дали НАТО е благонаклон кон Кина и кон Русија и колку? Значи, мислам дека политиката не би требало да се меша, оваа меѓународна политика и државната стратегија, влезот во НАТО и почитување на тие НАТО принципи немаат врска со вакцините, значи се работи за една динамика во која што владата преговара секаде каде што има можност за да обезбеди вакцини за граѓаните, при тоа водејќи сметка истите да бидат квалитетни и да го гарантират здравјето на граѓаните. Тоа не го одговара прашањето зошто ги заобиколуваме руските. Јас немам таква перцепција. Но добро. Господин Стојан Ангелов, благодарам што бевте гостин во денешниот утрински брифинг. Секако нашите врати остануваат отворени и се гледаме во некој од наредните изданија. Благодарам.